Покажавме дека знаеме да ги вратиме вистинските вредности во политиката, како што покажавме и дека до подобриот живот се стигнува единствено, со многотрпна работа и со многу труд. И на овие локални избори се водевме од истите принципи, вредности и критериуми. И на овие избори пред себе имавме Македонија и незините интереси и потреби. Во тоа име го повикувам на сцената да ни се придружи човекот кој ќе ја менува сликата на оваа општина. Човекот кој знае дека треба да се создава и да се гради. Човекот кој ќе ја донесе природбата во овие краишта од нашата татковина. Кандидатот за градоначалник на општина Зелениково, господинот Веле Груевски. Господине Веле Груевски, повелете на сцената. Почитувани представници на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, почитувани сограѓани, драги гости, добра вечер. На самиот почеток дозволете ми да изразам мојата благодарност до сите присутни што издвоивте време да бидете дел од ова вечерашно случување и да слушнете дел од програмата за работа во наредните 4 години за периодот од 2013-2017 година. Дозволете ми да искажам својата благодарност до извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, до Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, до Општинскиот комитет Зелениково и секако до председателот на ВМРО-ДПМН господинот Никола Груевски, за укажаната доверба повторно да бидам кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН на престојните локални избори во општина Зелениково. Почитувани сограѓани, денес почнува едно ново поглавје во развојот на нашата општина, во современа, модерна и еколошка општина, какви што вие заслужувате да имате. Поминаа 4 години од како ми ја дадовте вашата поддршка, да ја водам општината и верувам дека со сета моја скромност, воспитување, отчетност, транспарентност, знање и умежност и ја оправдав вашата доверба, работејќи без ограничено работно време за реализирање на тогаш понудената програма. Токму од оваа говорница вети дека ќе работам за доброто на граѓаните, без разлика на нивната политичка и верска припадност. Ветивме заедно со моите соработници дека ќе изградиме подобра иднина за нас и за нашите деца. И покрај големите проблеми со кои се соочиме како општина, сепак изнајдоме сили во рамките на нашите реални можности да реализираме голем дел од дадените ветувања. Работиме деноноќно нашите ветувања да станат реалност. Сработиме многу во изминатите 4 години, но има уште многу да се работи. Сите заеднички денес треба да се заблагодариме на владата на Република Македонија за несебичната поддршка во реализација на досегашните проекти, трите најголеми, највредни проекти како главни приоритети за периодот што полека го оставаме зад нас. Изградивме 10 киловолтна електрична линија од Рачево до општина Зелениково. Го изградивме локалниот пат од Тавр до Рженичина. Го реконструиравме локалниот пат од станица Зелениково до Пакошево и Ново село. Значи ги реализираме трите проекти клучни за општина Зелениково, кои што во минатото представуваа повеќе годишен проблем на сите жители во општината. Оваа вечер сме овде да сето она што неколку години наназад во непосредни консултации со вас, ние, како ВМРО-ДПМН, го ставиме на хартија, ги вградиме вашите предлози и сега можеме да ги промовираме и да ви кажеме дека изборната програма на ВМРО-ДПМН за локалните избори 2013-2017 е најсилниот обврзувачки документ со кој што ќе излеземе пред вас.
А вие самите треба да оцените чија програма не е реална. Чија програма е најдобра, чија програма е реално остварлива, на која што чија програма ја препознаете дека автор сте токму вие, токму жителите на општина Зелениково. Ова е програмата која ветува, ова е програмата која што ветува дека во наредниот 4-годишен мандат и ќе биде реализиран. Може би не е голем. Убеден сум дека има уште многу потреби во сите сфери на животот кои не се дел од оваа програма. Но верувајте, не сакаме ништо повеќе да напишеме во неа затоа што не можеме да реализираме. Но доколку се создадат можности, ќе направиме и повеќе од незината содржина. Програмата содржи проекти со кои ние, граѓаните на општина Зелениково, ќе живееме подостоинствено и посреќно денес, но и проекти со кои што нашите деца ќе надминат во посреќно и поуспешно утре. Знам дека ќе дојдат нови генерации кои ќе надминат и ќе ги надградат темелите што ние денес ги поставуваме. Затоа ве повикувам сите да застанеме зад градителите на Република Македонија. Драги мои сограѓани, нека оваа програма, која ја нудиме ние од ВМРО ДПМН, од денес, па се до крајот на мојот мандат во 2017 година, биде водилка на нашето работење. Нека биде документ на кој вие утре силно ќе се повикате доколку нешто не се реализира од напишаното во него. Токму оваа програма ќе биде мотив за сите граѓани во општина Зелениково да излезат на 24 март, да го остварат своето демократско, уставно и граѓанско право на глас, да ја одберат програмата со тоа што својот глас ќе го дадат за кандидатот за градоначелник од ВМРО ДПМН и гласот за советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Коалицијата за подобра иднина со единствена цел за нови дела, за нов поредок, за нови дела за подобра општина Зелениково. Овие локални избори ќе бидат соочување со одговорноста за се што постигнаме во изминатите 4 години. Дали работиме честно и посветено? Дали работиме за доброто на граѓаните? Од програмата може да се види дека во следниот 4-годишен период ќе продолжиме со проекти во инфраструктурата, а посебен акцент ќе биде ставен на социо-економските проекти. Ќе продолжиме со изградбата на канализацијската мрежа во Орешани, ќе испитаме досегашната поставена мрежа и онаму каде што не може да се вклопи во новиот проект, тогаш на истото место, на истите улици ќе поставиме ново. Жителите од селото Смесница конечно ќе добијат чиста вода за пиење со приклучување на градскиот водоснабдителен систем. Ќе извршиме регулација на дел од речното корито на Симоничка река и конечно ќе се надмене стравот кај жителите од место викано река од поплави како несакани елементарни непогоди. Со цел да ги отргнеме младите од пороците на современото живење и со спортски дух ќе извршиме реконструкција на спортските терени во станица Зелениково и во Орешани. Еден од приоритетните проекти во нашата програма, кој представува двигател на општината и на локалниот економски развој, е изготвувањето на детални урбанистички планови. Ќе изготвиме планови за станица Зелениково, село Зелениково, Орешани, Таор, Пакошево, Ново село. Ќе извршиме реконструкција на локалниот пат станица Зелениково, Страканица, Смесница. Во програмата се вметнати многу повеќе проекти каде се ќе инвестираме во комуналната инфраструктура, затоа ве повикувам сите да земете од програмата и детално да биде прочитана. Понатаму, развојот на културата и негувањето на културните вредности како еден од важните сегменти во работењето на владата на ВМРО ДПМН представува голем
предизвик и поттик за наше поголемо ангажирање на локално ниво. Поттикнати од ова, во рамките на нашите надлежности, изработивме проекти за изградба на културно-рекреативен центар плоштад Јустинијан I, кој представува прв чекор од формирање на туристичка развојна зона во општината. Плоштадот ќе представува мултифункционален простор каде што ќе може да се организираат манифестации и настани од културно-забавниот живот на општината и републиката, а со својата содржина очекуваме да привлече голем број на посетители во општината.